Пред Русија да нападне Украина, овој 39 годишен војник од градот Днипро професионално пеел во бендот наречен Мистер Исус. Бил и дрводалец. Тој доброволно се приквучи на вооружените сили на Украина во летото 2022, брзо ги усовршил против тенковските вештини. Предпочита да не го користи своето вистинско име, наместо тоа се ославува според неговиот воен прекар Фишек. Ја не хочу ити помирати, та? Знам дека никој не сака да загине и не е роден да војува, но јас ги научив брзо вештините. Тоа е единствениот начин, бидејќи нема време на фронтот. За разлика од Фишек, 23 годишниот војник со прекар Клиф е во вооружените сили од 2021, кога потпиша да го заштити Донбас од сепаратистите поддржани од Русија. Но тој беше испратен на југот на Украина, по ослободувањето на областа се врати во Донбас како дел од 80-та воздушно-јуришна бригада. Танки, вони всі танки. Які б вони там модифікації? Сите тенкови се слични, не ни е важно за каков тенк се работи. Ако ги забележиме, ги уништуваме. Руските тенкови немаат заштита од нашата противтенковска заседа. 24 годишниот војник го користи името Перегрин. Ова е втора година на фронтот како го заштитува Донбас. На неговиот роден ден бил дел од борбите во селото Клишчивка. Добре. 15 липня у мене день народження. Мојот роден ден е на 15 јули. Тој ден бев во 3 мисии врз различни мети. Ги погодивме сите. Секоја противтенковска ракетна единица се состои од само 2 до 5 војници. Тие стрелаат од околу 5000 метри. Оваа бригада се бори на фронтот повеќе од 20 месеци. Фишек вели дека имаат намера да продолжат. Ми українці, а не росіяни. І Росія не зможе з нас. Ние сме украинци, а не руси. И Русија нема да може да не направи руси. Се обидуваше долго време, но нашиот јазик обстана, нашите традиции обстана и луѓето кои ги негуваат тие традиции натаму екзистираат. Нема да дозволиме непријателот да го уништи тоа. Војниците од бригадата користат украински противтенковски ракетни системи како Скиф и Стугна. Од февруари 2022 тие велат дека уништиле над 70 руски тенкови и оклопни возила.